Од 1991 година па до денес се изнаслушавме еден куп предизборни ветувања, а со оглед на тоа што избори се ближат, редно е да се потсетиме на некој од нив. Твоето политичко ветување звучи познато. Денес ке играме епизода број 18. Добар ден за Горан. Горан, како си? Добро, фала. Добар ден. Од каде се јавуваш? Се јавувам од Скопје. И Горан, прашањето за €1.000.000 е дали си спремен да играме твоето политичко ветување звучи познато? Многу сум расположен да играме. Функционираме на следниот начин. Јас ке ти пуштам една изјава од еден македонски политичар поврзана со нешто што ветил на некој од изборите. Твоја задача е да погодиш кој е тој политичар или од која партија е и поветувањето дали е исполнето или не е. Дали си спремен? Спремен како запета пушка. Одиме. Каде што бевме, градоначалниче? Тоа до каде? Па тоа мислам дека до септември таму негде ќе биде со почетокот на новата школска година, ветија дека ќе се вселат учениците и ќе може да почне школската година. Проектот е во тек и како што беше договорено, до крајот на годината ќе почне доградба, ама тоа е како без малку како скрос ново да се гради, да. Така што тоа оди добро. 2 гласа, нешто во врска со училиште. Дали може да погодите кои беа гласовите? Мислам дека едниот беше Груевски, тој не се промаше од зборењето, а другиот не ми текнува, која ВМРО очигледно. Другиот беше Сокол Митровски, кандидат на ВМРО ДПМН за градоначалник на општина Ѓорче Петров на локалните избори во 2013 година. Дали знаеш зашто се однесуваше ова политичко ветување? Се однесуваше за училиште? Да, се однесуваше за проширување со надградба на основно училиште Тихомир Милошевски во село Ново село со рок од 2015 година месец декември. Што мислиш, дали ова политичко ветување е исполнето или не е исполнето? Не е исполнето. Проверуваме на vistinomer.mk. Вистиномерот врти. Точен одговор, ова политичко ветување не е исполнето. Рокот е поминат, а информација дека е направено проширување со надградба на училиштето нема. Во објавата од 28 април годинава за посета на учениците од училиштето на општината Митровски зборува во идно време за надградување и реконструирање на нивното училиште, а на вебсајтот на општина Ѓорче Петров се појавуваат информации за сите градежни зафати кога ќе се почнат, но конкретно за овој зафат нема никаква информација, така да ова политичко ветување не е исполнето. Честитки за учеството, честитки за погоденото, добиваш награда брендирана шолја за кафе од radioindex.mk и vistinomer.mk. Одлично, благодарам многу ме израдувавте. Секој е добро, фала ти за јавувањето, доколку и ти сакаш да играш, имејл со име, презиме и телефонски број на твоето ветување @radioindex.mk или SMS на 078 755 588. Твоето политичко ветување звучи познато секој работен ден во 14:30 на radioindex.mk. Најголемите хитови од 80-тите, 90-тите и денес. Радио Индекс.